Здраво, драги пријатели, време е за уште една епизода на Се кладиме заедно со мене Евротип спортските облажувалници. Во моментот се наоѓаме во просториите на Занедо Академијата, до мене Дијана Неделковска, тренер и се останато во Академијата. Девојката која што прави се да обстои на некој начин овој клуб и оваа Академија и се останато во врска со тоа. Здраво, Дијана, како си? Ти благодарам за понудената покана да учествуваш во мојата емисија. Здраво, Маријан, пред се добре дојде во мојот, можам да го наречам дом, затоа што повеќе време од денот го поминувам тука отколку во сопствениот дом и ми е чест што си дел од нас. Сега затоа спомнав и на почеток, не само тренер, туку и се, буквално. Кажи ми, ќе започнеме од самиот почеток на Занедо Академијата, тоест од кунг-фу клубот. Кога започна клубот да функционира, на кој начин и како беше самото основање? Точно така, значи клубот, кунг-фу клубот Битола од Битола го оформи мојот татко или мајстор Златко Неделковски. Сега неговите почетоци беа уште на негова рана возраст, значи на негови 9 години. Започна да тренира, да се обучува самиот тој. Неговата обука започна во Австралија, се до моментот кога се враќа тука и го отвора првиот единствен кунг-фу клуб Битола од Битола. Клубот е оформен 85-та година, значи многу одамна, многу години постои. Некаде 2005 година заедно со мене на долго размислување решивме самиот клуб да го преименуваме како Академија за боречки вештини и спортови Занедо. Се до 2010 година, каде што мојот татко, кој е познат по својот неуморен дух, решава да направи своја единствена македонска боречка вештина, Top Fighting System Effective Self Defense, која е призната во светот на боречките вештини. И се до ден денес гледате и сами, мислам и оние кои не познаваат, знаат дека самата Академија доста успешно работи и доста голем број на успеси му носи на државата. Кажи ми нешто во врска со тебе и како ти започна, како ти привлече целата оваа работа? Целата моја работа, значи јас сум со мојот тренер или татко од моите 5 години, скоро цел живот сум со него. Меѓутоа има една приказна која луѓето многу малку ја знаат, мојот татко не сакаше јас да се занимавам со борешки вештини. Нормално, сега секојаш таткото гледа да го тргне детето од својата професија заради тоа што знае колку е тежок патот за да стигнеш до вистински борец. Точно, за женско мислам дека е доста потешко отколку за машко. И на многу пати татко ми веќе ме бркаше од салата за вежбање, значи не сакаше да го гледам, меѓутоа мојата желба беше многу посилна од неговото бркање од салата. Се додека еден ден некај на рација рече окей, ајде, дворед, значи ќе останиш во Академијата и почна да се занимава со моето обучување. Дали има разлика, извини, татко и тренер? Неговиот однос кон тебе? Неговиот однос кон мене беше најстрог. И ден денес е татко ми строг према мене. Значи кога сме дома знае да биде многу строг. Сака да е се перфектно и совршено. Но се случувало многу често доколку некој друг сгреши јас да бидам избркана од салата, јас да бидам пример за сите други деца. И искрено му сум благодарна што е таков спрема мене, затоа што денес немаше да биде Дијана она што е, ако мојот татко не беше толку строг спрема мене. Кој е предусловот да почнеш да се занимаваш со некој од овие боречки вештини, а подоцна и кажи ми за какви боречки вештини станува збор, заради тоа што во самата Академија има повеќе типови? Така, предусловот е само желбата, значи желбата, ретко оние деца, значи има деца кои имаат стварно талент, но најголем предуслов е желбата да сакаат да се занимава со боречки вештини, затоа што реално денес живееме во многу лудо време. Јас искрено му посакувам на секој без разлика дали има 5 или 75 години или 80, да дојде да се занимава, значи чисто рекреативно, да научи некој захват, да научи да се одбрани, посебно девојчињата. Во нашата Академија значи има повеќе боречки вештини спортови, значи работиме со кикбокс, бокс, самоодбрана, екстремна самоодбрана, улична самоодбрана, работа со традиционално оружје, тајчи чуан и што уште не. Колку членови брои Академијата? Академијата, самата Академија, значи е поделена во повеќе групи, број некаде околу 200 членови. Сите тие членови се поделени според возраста и познавањето на боречките вештини. Дали значи дека од колку години е најмалиот член до колку е најстариот? Најмалиот член го примаме со полни 5 години.
Сега може некојаш исклучок да се направи доколку детето самото дете има огромен талент. Со полни 5 години и да не седи многу на компјутери или таблети или... Дефинитивно, значи нашата академија е позната по својата строгост и дисциплина. Самите членови родители знаат колкава дисциплина се бара во нашата академија и како што кажав и претходно, не случајно постои толку време и толку години. А најстариот член е во моментот се 20 по 76 години кои тренираат во нашата академија. Поздрав до најстарите членови, дај Боже и ние еден ден да стигнеме на 76 години да се занимаваме со што се занимаваме. Па да, дефинитивно, некогаш во наредна прилика кога ќе имаш повеќе време, дефинитивно тие членови треба да бидат снимени за да види народот во нашата држава и пошироко како еден човек на 75 години тренира еден час кикбокс и уште еден сат имаат рекреативно, значи креват тегови, играат фудбал рекреативно, значи стварно се е за пофалба. Кажи ми нешто повеќе за тебе, за Дијана Неделковска, каде се си има борено и каде се има освоено, барем дел од она што во моментот ќе се сврти во главата. Какви се медали има добиени? Значи, Дијана, како Дијана, ти кажав и претходно, почна многу... Кога беше првата борба надвор од нашата држава? Првата борба не се не сеќавам, значи може да речам на свој 9-10 години, затоа што мојот татко, тренер, го донесе прв кикбоксот во Македонија и го оформи прв фул контакт сојузот во Република Македонија и значи во тој период некаде, мои тинеџерски детски години, имавме клубови низ целата наша држава. Можам да кажам дека скоро секоја недела се одржуваа надпревари во различни градови и тука негде беа моите почетоци, значи во кикбокс, во борби. Кој ти бил најстресната борба, најстресниот момент? Дали се сеќаваш вака и што ти се врти во главата заради тоа што јас сум на пример антиборец физички и баш размислувам кога гледам кога се борите, што си размислуваат во моментот кога се бориш со некој на пример воопшто непознат надвор во друга држава, дали си поставува прашање дали има омраза? Омраза нема, секогаш постои на спортски респект, значи спортска почит. Меѓутоа најтешко не можам да ти кажам, за мене секоја борба е тешка. Значи секоја борба си бара свој предизвик. Значи почетоците биле во борбите, во кикбокс, потоа почнав да се надпреварувам во екстремна самоодбрана, каде што 2013, 14, 2015 сум троктратен светски првак во екстремна самоодбрана. Екстремна самоодбрана, значи тоа значи дека ако јас пробам да те нападам, дека ти ќе ме смачкаш или само ќе се одбраниш? Пробај. Добро, ќе видиме на крајот од емисијата, ќе мислам вака ќе пробам некаков запад, да не е договорено. Добро. Нели е улична, така? И не е договорено, заради тоа што секогаш кога гледам дека се договорени како вака, па сак те фатам за рака и те префрлам, не. Значи ова не е тоа, така? Не, кај нас значи екстремната самоодбрана се работи скроз реална, во реална ситуација каде што на улица треба некој човек да се одбрани. 2013 можам да кажам дека ми е еден од најдрагите медали, затоа што беше во сама Атина, каде насред Атина, насред Грција се вееше македонското знаме и се пееше македонската химна. Македонско девојче, така? Прво светско за мене, искрено имав желба уште од мала да бидам светски шампион, ајде да стигнам по стапките на мојот татко и да го надминам мојот татко. Тоа е идејата. Не знам дали успеав, меѓутоа тие 3 светски првенства ми се едни од најдобрите. Има дел кај што навистина ми се крева адреналинот и навистина го сакам кога ги правам оние опасни работи каде што бара огромна концентрација. Тоа беше на Ја имам талент каде што стигнавме до полуфинале. Тие ми се едни од големите предизвици кои ги обучавам во животот. Секоја чест и само напред, имаш уште многу време. Кажи ми во кои се држави вака од прилика сте се бореле со цела екипа, не само ти? Мојот татко, значи се со своите ученици, за жал во тој период каде што финансите може беа и поголеми и времето во нашата држава беше поинаку, настапува сегде во светот, од Русија, од Украина, од Германија, од Америка, значи јас не се ни сеќавам, мислам затоа што бев во тие тинеџерски години каде што не одев со него на надпревари. Меѓутоа ги знам неговите успесите на неговите ученици кои се враќаат од таму. Со дечината кои се сега во моментот, рамо до рамо се носим искрено со сите светски познати држави кои стварно вадат добар квалитет на борци. Сме биле Босна, Германија, Украина, Хрватска, значи буквално мислам дека нема држава каде што не сме биле со нашите такмичари, затоа што самата академија веќе е членка на 5 светски федерации и искрено
во тие 5 доста сме докажани како најдобри, каде што последно пред 2 години не прогласија и за најдобар клуб, за најдобра академија во Босна, на самиот турнир, значи како за најдобра држава, за најдисциплинирана. И тогаш Значи можеме да се пофалиме и со дисциплина. Да, Значи ние македонци често пати вериме па не сме дисциплинирани, па мрзливи, па вака така. Тоа не е вистина. Добро, има едно катче каде што во Занедо академијата има простор за дисциплина. Има, да, кога насред тоа беше се случи значи во Босна, на самото такмичење, на самиот надпревар, значи не прогласија за најдобра екипа и најдисциплинирана и во истиот момент председател на светската ВФМЦ федерација го одбра нашиот тренер за председател на цел Балкан, што навистина ми е чест и би сакала да слушнат луѓето. Колку време треба припрема пред самата борба, пример, знаеш сега дека имаш на пример првенство некакво во октомври или во декември, што значи припремата? Припремата за еден професионален борец значи одрекување од се. Искрено еве ајде ќе тргнам од мене. Кога јас се припремам за самиот надпревар, значи некаде ми треба добри 6-7 месеци. Тренинг са бајле на вечер, значи по 3 пати дено, некојаш 2 пати. Режим на исхрана и во тие 6-7 месеци заборавање, значи на журки, излегвање, интернет, пријатели. Искрено ако сака некој да постигне успех, стварно треба одрекување од се. Меѓутоа, моите пријатели кои добро ме познаваат и кои се со мене во текот на сите години, знаат што значи за мене спортот и знаат што значи за мене надпреварот, така да немам проблем, наидувам на разбирање од нивна страна и успехот нас за успехот заедно се радуваме. Да, супер. Значи не чувствува дека во тој момент ги избегнуваш, се изолираш и така натаму. Не, дефинитивно знаат, значи колку искрено јас вежбам повеќе од 30 години, така да мене клубот и академијата и спортот ми се животот, така да онај што стварно ме цени ќе ме разбери во тие периоди. Добро, тога што значи да се одржи оваа академија и клубот воопшто претходно, да се одржи толку години? Што значи тоа од страна на поддршка, од страна на секојдневно размислување и борење да опстои ова нешто? А дали сте имале тешки периоди кога сте се прашувале дали воопшто треба да продолжи, дали постои простор, дали постои доволно интерес, дали навистина вреди? Имало периоди, дефинитивно дека имало периоди кога сме размислувале јас со татко ми што понатаму со самата академија, имало периоди каде што се случило да останеме без сала да тренираме надвор во градскиот парк, значи години сме тренирале во градскиот парк каде што сме немале сопствена сала и во моментот во оваа сала се наоѓаме веќе повеќе од 20 години, ја уредуваме сами, значи колку што можеме. Меѓутоа самата наша академија е позната по тоа што не зависиме финансиски од никој, ние се бориме сами со себе. Значи на самите надпревари кога заминуваме финансиска поддршка немаме од никој. Меѓутоа јас никогаш не се жалам, ниту пак мојот татко да се жали. Сме имале помош од наши блиски пријатели, соработници и тоа е тоа. Искрено јас стално го зборувам и сега ќе го кажам дека не е битно, јас можам да тренирам и во некоја запустена визба, меѓутоа кога имаш квалитет и желба за нешто и идеја, успехот ќе дојде. Значи само не треба да се откажуваме кога ќе најдеме на првата пречка. Пречки ќе има секогаш во животот. Единствено што треба е да се бориме и да одиме напред. Супер издржете и понатаму. Кои се идни цели, идни настапи, идни борби? Дали имате унапред некаков план, некаква програма, како би се движеле идните работи? Точно, значи со самото почнување на годината, значи јануари месец, ни стигаат календарите од сите федерации, што ќе се случува во текот на годината. Сега наше како тренери во академијата да седнеме и да разговараме со нашите надпреварувачи колку финансиски може и каде да заминиме и да го одбираме онај дел или онај надпревар каде што можеме финансиски да заминиме. Се случува во текот на годината да заминиме на повеќе надпревари, некоја година се случува да немаме финанси да заминиме само на еден надпревар. Така да доволно и на еден да освоите себе. Така, да, дефинитивно значи ќе заминиме на октомври, имаме светско првенство во Германија, се надевам дека Занедо ќе биде и таму. Дека ќе ги скршиме германците. Не само германците си.
Не. Значи сепак одиме на коректен и на фер борба, она што ќе се колку што ќе се спремат надпреважува, ќе се спремат, она што ќе се покажи, ќе се покажи. Јас имам една изрека и стално викам првен скокни па викни оп, значи никогаш не се фалам со она што ќе треба да се направи или што ќе се направи, кога ќе се вратиме, ќе видиме како ќе се вратиме. Во моментот сме во летен период, сите надпреварувачи поголемиот дел се подмори. Меѓутоа, академијата работи во текот на целата година, застанување нема, затоа што... Написано нови членови во текот на цела година? Дефинитивно, значи, кој кога има желба слободно може да дојде, да не посети, па макар и да го види како се одвива еден тренинг, самите родители може да видат каде го пуштаат своето дете, без проблем да бидат сигурни дека во нашата академија детето ќе излезе од тука и дисциплинирано, и воспитано, и пред се ќе знае како да се заштити на улица, затоа што Занедо дефинитивно ги учи своите деца пред се да се одбранат на улица. Така, тоа на некој начин и гради здрава личност. Дефинитивно. Јас повеќе би рекол во ова време имаме проблеми повеќе со родителите отколку со самите деца, заради тоа што деца се кревки, искрени, едноставно ние им ги наметнуваме нашите размислувања, нашите желби, идеи, неостварени желби, често пати ги форсираме децата да бидат малку нешто друго од колку што тие самите си имаат свој пат. Точно. Се случува тука да имаме недоразбирање со самите родители на почеток, меѓутоа кога ќе сватат дека ние како тренери, децата ни се сите исто и дека се бориме само за нивното добро, тогаш веќе самите родители сваќаат дека ова е вистинскиот пат за нивните деца и ни ги препуштаат самите деца, значи со отворени раце, довербата е веќе на високо ниво. Така да досега во овие многу години во текот на животот ниту нашиот мајстор, ниту јас немаме случното наше дете да направи некоја несакана тепачка на улица, единствено ако било само чисто во своја самозаштита. Да, така едно прашање имам вака за крај, ти благодарам на прекрасниот разговор и мислам дека беше супер ова што го споделивме пак со нашите гледачи и дека ќе допре до повеќе луѓе и мислам дека заслужувате и понатаму продолжете со исто темпо и уште повеќе и добите и своја сала. Дали имаш искористено нешто од овие сите боречки вештини во реалниот живот? Барем една ситуација, кажи ми. И да не е толку вистинита, се ќе речеш сигурно една другарка се степа нешто во она, па бев ги искршив сите. Не, во принцип растев како хиперактивно дете и немирно дете, меѓутоа... Можат во моментот да се на Facebook да се покажат сите што кркале ќотек. Не, значи тоа беше во текот на детски и тинеџерски години, меѓутоа во самата боречка вештина, самата самоодбрана која работам, ме научила да несаканата ситуација ја спречам со фин разговор, значи да можам да избегнам ситуацијата со фин разговор, така да не. Не, добро, не само ја спрашувам заради мене сега, заради тоа што ме чека во моментот, не знам што. Океј, фала ти многу пак, одиме сега на зафатот. Кој бе светски првак? Што бе светски првак? Седиме? Абе, сега ќе